Значи, со оглед дека сите сме на своите места, очигледно сите сме заинтересирани за дискусија. Законов отвара многу прашања, многу предизвици. Некои работи, како што согледавме тука за време на излагањето на градоначелниците, значи секоја општина си има своји проблеми, потешкоти со кои што се соочува, но добро е што сите се посветени на ова прашање и сите бараат решенија. Така да сите присутни ве повикувам на дискусија, каде што може конкретно значи да поставите прашање, тоа прашање да го адресирате до некој орган или институција кои што сметате дека се присутни тука и може да ви дадат одговор. Само ќе ги замолам сите учесници во оваа дискусија, значи во текот на самото поставување на прашање, доколку е кратко, да биде кратко, јасно и прецизно, доколку се елаборира пак некое прашање, тоа да биде направено во рок од 3 до 5 минути. Исто така и кога се поставува значи прашањето и проблемот, но и кога се дава одговор на некој учесник во дискусијата. Значи повелете. Повелете господинот Елиезовски, менаџер на Национален ромски центар. Добар ден на сите. Шукар Ален, шукар диве, толи романе сте во Кердо Варесо. Но меѓутоа јас тука како прв човек на НРЦ ќе се поместам за да си го земам правото да се појавам и да зборам како граѓанин. Значи вака, јас сум Ашмет Елиезовски, граѓанин на Република Македонија, но ќе морам да го свртам вашето внимание за да ги охрабрам сите граѓани на Република Македонија, со тоа и нашите роми, и да кажам од согледувањето увидов дека законот е солиден и е еден од првите во Европа кој е донесен за да навистина се возможи легализација на домовите на граѓаните на Република Македонија. Но она што е направено со помош на луѓето и од Фондацијата Институт отворено општество Сорос и од Хабитат и Национален центар е за поздравување, но она што сега го слушнав од представниците од локалната власта и од друга страна и представниците од министерството, се гледа дека ситуацијата изгледа многу тешка. Гледам, слушам, ајде да го земеме пример Кумано, 1964 прв донесен генерален план, па има 86-та, ама јас ќе почнам со ова. Доаѓа господинот за поранешна Југославија, господинот Јосип Броз Тито во Кумано и поминува од Крива Паланка. Ама таму Карши е Средорек. Средорек ви е ромска населба, што помеѓу неја поминуваат, значи она е у средина две реки. И сега одам јас од татко ми, зашто тоа време така беше, комунизам, да аплаудирам. И јас татко ми го прашувам, тате бе, зашто бе таму има ограда овдека Карши во Средорек? Сине, да не ја види срамотата Тито. Значи, од тој период до денеска немаше политичка волја или план да се легализира таа населба и да се стави во детален урбанистички план. И сега кога е доден законот, се збори дека не е вметната. А имаат луѓе што имаат официјален, значи имотен лист за тоа парче земја, што луѓе ќе си објаснат, ама јас само тоа сакав да кажам, дека ситуацијата е тешка, има одговори за се, но има и решение за секој случај. Значи треба малку една посериозен пристап, една посериозна обврска, тоа е како граѓанин го барам, биќе од мојата плата, јас плаќам да добијам услуга и од државата, и од локалната самоуправа. Им благодарам на градоначелниците, што дадат еден своје искрено согледување, но меѓутоа, навистина, јас себе, например, како граѓанин, мени е драго да помогнеме на сите, но меѓутоа, генерално, цела Европа тоа го признава. Најмаргинализирани се ромите. Кој има шупа, а сака да му биде легализирана, пак ромот. А имаме во градови, никнуваат како печурки згради. Немаат ни паркинзи, немаат ни паркови за деца, ама бизнисот е таму. А кај што се ромите, булдужер би испрати и одма руши. Значи, ајде да гледаме малку сериозно и поодговорно и според законот, а и според одредени согледувања на пристап во решавање на проблематиката. Ако немаме сериозен пристап, значи поединечно на секој случај, нема да најдеме и соодветен одговор на таа диагноза. Многу е лесно на некого да му кажеме ќе умреш, ама помалку ќе умреш.
Значи, а од друга страна, и може би ја користам приликата да кажам, може би и нашите ромски политичари требаше да бидат погласно говорници, но за жал не се тука. Но како и да е, јас како граѓанин на Република Македонија упатувам сериозен апел и барање ова прашање да се третира политички. Домувањето во овој момент е многу поважно од многу други работи. Но гледам дека тој не се прифаќа некако сериозно. Ако моите деца немаат купатило, ако моите деца немаат дом, што јас утре можам да го оставам во наследство, каква иднина ќе има таа генерација на деца? Да живеат со стереотипи, биќе нормално е. Гледај го овој, дирти. Не, се работи за еднаков пристап. Македонија го донесе законот, но меѓутоа ќе треба и законите да ги прилагодува како што треба. Не да се легализира една зграда која е направен добар профит, добар бизнис, а да се уништи и да се каже овде ќе градиме, ова е зелена зона, после ќе дојде некој турска инвестиција, американска, не знам што, па ќе се изгради нешто за 20 години, не знам, 30 години. И јас колку што знам, во многу градови, да ви кажам, не да се фалам, сум единствениот во Македонија, па и од ромските политичари, што секоја ромска населба со име и презиме, со луѓе што таму живеат, сум ја имал посетено. Сите велат, ние знаеме, ние вака, онака. Добро, се посетува еднаш, два пати. За општина Карпош знам, има многу луѓе вработени во општината, за општина Кочани имаме позитивна атмосфера, но меѓутоа не е доволно еден, двајца. Треба сите поодговорно. Значи, да има една, биќе сега во брзо време, треба да биде изгласена Европската ромска платформа. Ја имаме декадата и многу луѓе многу погрешно сваќаат. Декадата не е место кај што се взимаат парите и се решават. И овој проект сега што е направен, извинете, но меѓутоа он е направен за да помогне ромите да имаат иднина за нивните деца. А зошто не е така? Ја мислам дека луѓето што се тука, да ги охрабрам, значи Мадаранен, ваќерен са од вас со туменѓа аналасар проблеми. У превод, не се плашете, кажете го она што на вас на вистина ви е проблем. Зошто тоа го имате правото. Луѓето, значи ова е вистински момент некој да ги сослужа. За жал, ромските политичари имаат многу поважна работа. Следната година се локални избори, па фотелјата ми е подрага и од мојот народ. За жал така е. Значи, јас се што научив од македонци, албанци, ама од ромите научив како да стигне што побрзо до власта. Не, може би е подобро некој како мароканец да ме представува у парламент или не знам каде, отколку некој што нема да ми го решава проблемот. Тука сме да најдеме начин како да најдеме соодветен пристап и решение според законски процедури, ама малку ќе гледаме. Ако сме гледали оваа зграда малку штети на патот, малку ќе го заобиколиме. И ромите малку заобиколите ги. Мислам да не влегувам понатаму. Благодарам, се извинувам. Благодариме на господинот Елезовски. Благодариме на господинот Елезовски. Сигурно има и други учесници во дискусијата кои што сакаат да споделат искуство, примери или има да постават прашање, повелете. Повели? И те молам само, молам сите учесници да предходно да се представат и потоа да постават прашање или предлози за дискусија. Добар ден на сите, јас сум Мартина Асановска од Куманова, асистент во ресурсниот центар во Националниот ромски центар. Тук до мене е господјата, значи Синани, која уствари нејзиниот починат мач има поднесено барање за легализација. Тука е за да ви објасни со какви проблеми се соочува при процесот за легализација. Таа ќе ви се обрати на ромски, тука сум за да ја преведам. Јас сам Синани Ѓулиназа, сама муж ми умре, сакам куќу, преко мене сам остала стара жена. Со тева цела. Керто ке те дека викињан темерин. Темерин туки.
пошто има барање да доваѓа да мере плац. Тоа е. Келто керованела. Me chiama Lila te avente mirineno dova boro. Ea kana mangava ilo certe fordeno promande mo puro mulo domacini. A chilo chera kana promande mangava te forda. Sa šajte kandenamente. Макар да кажеш бине коркори. Kokri živinava niko na nema. O čer mangava promande. O dova. Таа сакаше да ни посочи дека незиниот маж е починат, живее сама, нема финансиски средства, значи, а незините проблеми јас можам малку подетално да ви ги објаснам, за да кои се проблемите кои треба да за да стигне до процедурата за легализација, што претходно треба да се направи. Таа има значи само пописен лист, има поднесено барање за легализација која се води на име на незиниот починат сопруг, но претходно треба да се направи да се наследни користичко право од сопругот, елаборат за излагање на земјиштето кој ќе мора сама да го финансира, затоа што Агенцијата за катастер има донесено и испратено 98 година покана до нив, тие ја немаат однесено во катастерот за да се направи излагање од нивна страна, сега ќе мора сама да си го плати сето тоа. Потоа треба да се направи оставинска постапка која ќе биде расправена од софинансии од финансиски средства од Националниот ромски центар. Треба да побараме промена во барањето за легализација од општина, затоа што сопругот е починат и на крајот не знаеме дали ќе добие урбанистичка согласност, затоа што објектот е лоциран во населба, ромска населба Бараки, а таму поминува железничка пруга. Објектот се наоѓа на 200 метри од железничката пруга. И покрај големиот труд и финансиските средства не знаеме дали објектот ќе се легализира. Благодарам. Благодариме. Значи имавме можност да слушнеме за еден конкретен случај на конкретна постапка што задржи има моментално поднесено барање за легализација кој што се наоѓа во населба Бараки во Куманово. Некој друг повелете, само ќе ве молам да се представите. Добро ден на сите, јас сум Лазар Хаджиниколов од општина Штип. Би сакал доколку можам да помогнам на господјата, бидејќи работам како правник во одделението за урбанизам, во делот околу правните проблеми. Значи, напоменавте дека нема излагање на самото земјиште, но со Законот за поступување на бесправно изградени објекти, општината по службена должност може да достави барање до Агенцијата за катастар на недвижности и без никаков трошок за граѓанинот да го изложи земјиштето кое што не е изложено. Значи тоа кај нас во нашата општина, верувам и во другите општини веќе е пракса која што се случува за сите овие парцели кои што се со незапишани права на земјиште. Значи околу тој дел нема никакви трошици да има за сметка на товар на граѓанинот. Потоа околу оставинската постапка, кој што напоменавте, ќе биде финансирана трошоците од НРЦ и при спроведувањето на самата оставинска постапка може да се наследи, освен недвижностите, може да се наследи правото на легализација, значи како право на покојникот, да влезе во оставинска маса и со самото наследување на правото на легализација, со самиот акт да се изврши и промената на барател во постапката за легализација. Сега околу другите делови со вклопување, дали рековте дека е во близина, ако не се лажам, на железничка пруга, во тој дел ќе одлучуваат самите комисии кои што го издаваат урбанистичката согласност. Се надам дека ви беше од помош. Благодариме на објаснувањето од господин Хаджи Николов. Повелете. Јас сум Бочварски Венцислав, представник од општина Штип, инаку еден од двајцата председатели кои што конкретно постапуваат со предметите приликом легализација на бесправните објекти во нашата општина. Неколку само груби показатели за досегашната имплементација ве скоро година дена. Значи, во Штип има поднесено 10.500 барања за легализација на бесправно изградени објекти, од кои веќе повеќе од 2600 се решени, а вкупно комплетирани барања имаме околу 5000. Значи, останатите
5.500 не се комплетирани, не може да бидат земени во работа, со што автоматски одговарам на еден дел од проблемот кој што го наметна господинот градоначалник на Карпош, дека по бројче се иде при решавање на предметите, без да се дава предимство на било кој. Во нашиот случај не можеме, бидејќи не се комплетни и постапуваме по оние кои што се комплетирани, независно дали се покасно поднесени или не. Како не би губиле на време, се разбира. Инаку во нашата општина овој процес на легализација на бесправно изградени објекти е отпочнат многу поодамна, пред донесување на овој закон, конкретно и во контекст на денешната средба за ромската популација. Населба Радански пат во Штип, каде што е концентрирано ова население, има донесено ревизија на деталниот урбанички план далечната 85-та година, кога овие законски нормативи од делот на урбаничко и просторно планирање не беа на снага тогаш и можевме да ги вклопиме со ревизија на планска документација и остана само помалиот дел од работата. Ова е веќе стручно прашање, урбанистите го знаат. Новиот закон не ја дава таа можност, меѓутоа тогаш можеше вклопено во детални урбанички план и само да си поведе управна постапка да се изваде градежно одобрение. Не велам дека сите извадија, но многу од тие успеа да дојдат до градежно одобрение и до имотен лист, а овие кои што сега се вклопени, полесно е на комисиите да можат да го имплементираат законот, фактички да им дадат урбаничка согласност без никаков проблем. Што се однесува до евентуалните диспропорции или разлики у поглед на тоа дали овде е предвидена ваква или онаква градба, тоа секој пат така ќе биде. Овде е предвидено колективно домување, а се изведени индивидуално станување. Мислам дека одговор на прашањето е дадено во самиот закон. Треба се даде предлог одлука на Совето. Ние такви до сега 3 одлуки донесовме на нашиот Совет, на општина Штип. Советот донесува одлука за пристапување кон идно изменување на деталниот или генералниот урбанички план со напаствијата кои што комисијата ги дава. Значи се менува планот, нема да биде колективно домување, се иде кон индивидуално домување и не знам од кои причини потоа треба да биде наплаќано по повисоката цена како да ќе биде колективно домување, кај што беше кажано од некој од градоначалниците. Апсолутно постапуваме по закон како индивидуално домување со донесена одлука на Совет, дека у наредниот период со планските задачи ќе го уклопиме како индивидуално домување. Да се навратам на неколку коментари многу интересни, со кои што во главном се согласувам со дискусиите на двајцата градоначалници. У поглед на тоа дека Стефче Јакимовски го сети ова, дека 5 спрата се легални, 6 спрати е на колективна зграда нелегален. И сега треба да плати за сите 6 спрати. Кај нас имавме таков случај, апсолутно не се постапува така. Или ние погрешно да толкуваме законот, или тие погрешно. У геодетскиот елаборат се донесува само она што треба да се легализира. Она што е легално со имотен лист. Значи, тој плаќа за 6-тиот, нелегалниот спрат. Тоа така кај нас се спроведува. По прашање на времените објекти, точно е тоа што го сети и едниот и другиот градоначалник, и Кочан и Карпош. Истиот проблем го имаме и ние. Времените објекти не се објекти од втора категорија, не може да бидат предмет на легализација. Меѓутоа, у геодетски елаборат доаѓа и странката вели, ова е времениот објект, а јас имам уште 3 пати потолку доградено него, ова ми е дива градба класична. Не може така да се третира, бидејќи објектот не го добива значењето дали е времен или е траен објект од материјалот, зависно од материјалот од кој е изграден, него зависно од локацијата на која се наоѓа. Значи, ако има локација за постојан на времен објект, тоа е времен објект. Ако има локација за траен објект, нека биде од лим и од дрво и од било што, тоа е објект од траен карактер. Ние дискутираме за времените објекти тука. Исклучиво, ако има времени објекти, не се предмет на легализација, кај нас нема такво поминато.
Ни тоа не може да биде. Не може да биде. Не може да биде. Предмет на легализација не може да биде. Предмет на легализација, тоа се времени објекти. Времени локација не може. Али може да го слушаме Добро, господин Бочварски да продолжиме. ние кажуваме нашето искуство, може би грешиме, нели? Затоа се потребни повеќе вакви теми. Кое беше следното? Дали ќе може За да времените продолжиме објекти? со дискусијата господине Бочварски, па некој може ќе Не, јас Ќе сака да да одговори на завршам вашето се, прашање. прекинавме околу тоа, околу Значи времените се огледа објекти. дека да имате другите учесници време за И на крајот би сакал само да кажам дека, пошто да даеме можност сите Не, предноси други, на другите да ви учесници, кажам пошто- само дека ефектот од овој закон мислам дека нема да биде оној колку што го очекуваме и како држава, и како општини, и како ромска популација или било која друга популација, во колку сега, во овој момент, после завршување на законот на 3.9.2011 година, не се направи посебен напор државата и општините со инспекцијски надзор да прекинат и да ја гонат до крај бесправната градба, бидејќи тоа ќе иде во недоглед. Ќе мораме да бараме нов закон за Ова беше легализација. размислување на господинот Бочварски, кој што е претседател на Комисија за легализација во општина Штип. Повелете други заинтересирани, господине Зоран, повелете. Најнапред би сакал да ја поздравам сите присутни и градоначалниците на општините. Најнапред би сакал да го поздравам господин Стефче Јакимовски, кој што стварно како градоначалник направи еден добар гест према ромската популација, еден од најпопуларните градоначалници, може да кажам, и најуспешните во ромското прашање, решавајќи го. Сепак би сакал да, мојата дискусија би сакал да насочам кон две многу значени прашања. Првото прашање пошто тука не е нашиот национален координатор за декадата, министерот Незет Муштафа, без ресор, би сакал јаше да го замолам, да одговори само на едно прашање зашто не се направи еден вид помош за легализација на ромските населби или куќи или како на некој начин, него да се прават патишта, да се дадат парите за ромите, кои што се од транспорт и врски дадени околу патиштата, да им се дадат некои полети на градоначалниците. Кога не им е наместена куќата, они ќе прават патишта. А и тоа е еден вид, меѓутоа улогата на градоначалникот не треба да преземе улогата на министерот. Кога гледаме дека какви проблеми ги имаат околу легализацијата, тоа е едно прашање што би сакал да го замолам господин Јаше, ако може да одговори на тоа. 20 милиони и кусур денеси се дани за општините по 1 – 2 милиона. Сега го прашал господинот градоначалник колку пари дал министерот за патиштата, 1 милион. Зашто? Кога е негова задача е он да го реши тој проблем, а не министер да го реши. И второто прашање се насочено кон Хабитат. Ромското информативен бизнес центар има оспособено градежни оперативци со помошта на Сорос фондацијата, меѓутоа би сакал да знам зашто тие не се активирани кога имаме договор со вас да се активираат во правецот на доградбата на куќата на некое семејство и така натака. Него ги оставивме тие луѓе со дипломи, со све, оставени на страна да седат дома, мада што они пак се снашле, па заминале во Германија и во некои други места, па си работат. Али не треба пак да барам пари од Сорос, па да правам повторно градежна оперативција, вие не се ги вработеле. Сигурно кога ги вработувате, ќе им дајте некоја работа, они ќе работат, а тие се насочени кон ромската организација. Значи би сакал на овие две прашања да ми одговорите, ако може, и после тоа би сакал уште еднаш да се вклучам во дискусија. Значи, право на одговор на прашањата кои што ги постави господин Зоран, господин Цифер и од Хабитат, значи се бара одговор. За дискусија после тоа се пријави господјата Инџевска. Повелете се одговори прво на прашањата. Одговор или прашање има градоначалникот? Како одговор? Значи, повелете. Благодарам Зоран на прашањето. Само колку објаснување, Законот за постапување со бесправно изградени објекти е приложен од страна на Министерството за транспорт и врски,
преку владата на Република Македонија и на кого има усвоено собранието на Република Македонија. Ние како кабинет на националниот координатор ниту сме дел од имплементацијата на овој закон, ниту пак бевме вклучени во рамки на нашите гледности во подготовката на овој закон. Инаку по наша сугестија и по сугестија на останатите членови на владата, додека се водеше дискусија на владина седница за овој закон, законот не важи само за ромите, законот важи за сите граѓани во Република Македонија и донесена е посебна мерка каде што е нагласено дека сите социјални случаеви не мора да плаќаат никаков надоместок за легализирање на својот изграден објект. Оваа мерка не е донесена, повторно ќе напоменам, само за ромите, но се гледувајќи дека ромите се категорија најголема корисници на токму овој надоместок, сметам дека најголем бенефит имаат ромите. Така што сметам дека околу онаа група на социјално ранливи роми е решено прашањето и како владава им помага. Не кабинетот, туку владата како им помага, а по сугестии на кабинетот, односно по сугестии на партиципацијата на министерот за време на владини седници. Што се однесува до инвестирањето на локално ниво, значи ние уште 2010 година имаме подпишено меморандум за соработка со 19 општини. Меморандумот за соработка е подпишан со цел да се намали јазот во населбите каде што живеат ромите, односно јазот помеѓу ромите и неромите. Како што знаете, од 2005 година постои декадата, меѓутоа за жал до 2009 или 2010 година не беа превземени никакви инфраструктурни зафати кога станува збор за населени места каде што живеат претежно роми. Доколку ние не направивме одреден механизам, алатка на поврзување помеѓу централната власт и локалната власт во насака на мотивирање и на локалната власт да инвестираат во ромски населби, сметам дека ваквиот тренд на неинвестирање во ромски населби понатаму ќе продолжи. Ние во кабинетот направивме анализа со цел на каков начин може ова да го реализираме и затоа се подпиша меморандумот за соработка. Меморандумот за соработка не значи дека министерот Нежет Мустафа или кабинетот или владата изиграва градоначалник на локално ниво, односно тоа е инструмент на мотивација. Доколку ги имате прочитано меморандумот за соработка, сигурно ќе се огледате дека во првата година од средствата кои што ги извојува владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски во општините каде што со кои што се има подпишено меморандум, инаку подпишан меморандум за соработка со оние општини каде што исклучиво живее ромско население. Има и општините се обврзани да подготват проекти согласно тие места каде што живее ромско население. Сите проекти, за да не оставаме само на желбата на општините да ги подготват тие проекти, сите проекти кои што ги подготвува општината се консултирани со невладиниот сектор, бидејќи ние цениме дека невладиниот сектор е релевантен фактор за да укаже и даде своји мислења за потребите кои што ги имаат ромите во одредена општина. Тоа што меморандумот за соработка е во насока на мотивирање е дека општините имаат обврска секоја наредна година од своите буџети да извојуваат за реализација на инфраструктурни проекти. После секоја година од реализација на меморандумот, првата година 20%, во втората година 30%, во третата година 40% и така натаму. Се со цел обврската за инфраструктурно уредување и на ромските населби да биде подеднакво со останатите. Вие секако знаете дека доколку оставаме само на општините да ги реализираат овие инфраструктурни зафати, верувајте дека многу малку ќе може да се постигне и да создаваме подеднакви услови на ромите како и на останатите. Во интерес на времето, јас се извинувам, во интерес на времето да дадеме право на другите учесници, затоа што и други учесници се повикаа на одговор. Го повикувам господинот Димитров, ако може да одговори на прашањето кое што беше поставено за ангажман од страна на градежните оперативци што ги спомна господин Зоран. Понатаму се пријави да даде свој одговори градоначалникот Димитровски и господин Инчевска за дискусија. Значи во интерес на сите да имаме можност да се сослушаме, повелете. Добар ден на сите. Јас сум Зоран Димитров од Хабитат Македонија. За жал не сум многу запознат со проектот кој што се одвиваше пред 2 години за обука на практикантите кои беа ангажирани од Ромскиот оперативен центар. Можам само да напоменам дека Хабитат Македонија при реализацијата на своите програми, односно активности, при градење, односно изградба на домови за
за семејствата кои што имаат потреба од тоа, главном користи волонтерска работна рака. И при тоа можам да напоменам дека до сега се ангажирани близко 700 интернационални волонтери, како и повеќе од 200 домашни волонтери кои што учествуваат во изградбата на домовите кои што Хабитат ги гради. И ова е се со цел да цената која што на крајот самите семејства ја плаќаат биде што пониска. Многу мал ангажман имаме од платена работна снага. И заради тоа сигурно не сме ги ангажирале луѓето од проектот во кој што во подготовката учествуваше и Хабитат. Благодариме. Градоначалник Димитров, повелете. Добро, јас морам да се пријам заради дискусијата на мојот претходник, мојот сосед овдека. Мислам дека такви дискусии овде не се во ред, заради тоа што ние не го гледаме само едното прашање овде, него тук треба да размислуваме малку и по-глобално за ромското прашање. Беше наведено дека средствата треба да се насочат во легализација на дивоградбите и само од ова мерка да се насочат. Општина Кочани, изгледа мојот сосед не беше тука кога кажував, посветува внимание на сите аспекти на вклучување на ромите во заедницата. Ќе повторам дека ние имаме легализирано веќе издадени решенија 123, преку оваа програма се на се 15. Значи, ние изнајдовме начини и средства, на кој начин треба да се види, да се анализира. Значи, ги решивме 123 фамилии. 15 семејства им доделивме плацеви, мали, по 100-150 квадрати, колку што им се нивните услови, по символични цени, за да си сами направат куќи. Нешто разговараме да им се помогне на другите, на друг начин. 26 дечиња секоја година одат во детска градинка. Значи, на сметка на општината. Тоа се оние чекори кои што идат. Зборував за дообразование, кое што се ангажира општината. Зборував за социјални пакети, зборував за храна. Ние имаме ученици кои што ги водиме со такси, заради тоа што не можеле да одат. Така да, не се согласувам да зборуваме денеска само за ова прашање или само за тоа дека се градат улици. Значи, друго е конкретното прашање што беше дали зашто се дадени парите. Општина Кочани има добиено 1 милион, меѓутоа има вложено уште 6 своји за да изгради инфраструктура, за да тие дечиња што одат на школа не се жалат. Јас босо не можам да одам на школа, одам во калт. Така, Значи, добронамерно ќе бидам сад. Благодарам. Благодарам на вас, ги повикувам сите присутни да бидеме фокусирани, значи, на нова дискусија и да се вклучиме како учесници. Предизвици при имплементација на законот со бесправно изградени објекти и можности кои што се за нивно надминување. Господинчевска, повелете, се пријавите за дискусија. Се пријавив со една мисла, што туку господин Димитровски посочи, значи, истовремено во неговата претходна дискусија имаше еден одбранбен став кој ми се чини е став на немоќ. Македонија е долго време сиромашна земја. Со комплетното префрлање на одговорностите на локалните самоуправи, мислам дека бремето станува уште потешко. Никој од нас, поготово во невладиниот сектор, не инсистира напротив, се залагаме се залагаме за антидискриминаторни политики и остварување на правата, но во одредени случаи, како што е тоа во случајот на ромите, не само во Македонија, туку и во Европа, е неопходно да се има посебен, специјален, специфичен пристап. Заради долгогодишната исклученост, заради тоа што, заради големината на бројките, и што е најважно, не само за добробит на ромската популација, туку и за добробит на целата заедница. Вложувајќи во патиштата, вложувајќи во образованието, вложувајќи во домувањето на ромите како исклучителен приоритет,
Ние сите вложуваме во добробитот на нашата заедница. Утре ден тие млади луѓе или тие семејства на кои има легализиран домот ќе можат редовно да ги плаќаат даноците во општината. Утре ден тоа исто семејство кое го обезбедило основната екзистенција, а тоа е работа и дом, ќе можат да се тргнат од социјална помош, ќе можат сами да се грижат за своите семејства и ќе може да вложуваат во заедницата. Значи, ми се чини дека треба, конечно, жално е, нели, после 20 години ние постојано да кажуваме, ама зошто за ромите посебен пристап? Затоа што вие кои имате дома 2 деца, едното учи, едното не учи. Затоа што не учи, вие имате специјални мерки применувате, па му плаќате часови, па ако е со послабо здравје, инвестирате во неговото здравје. Ете за тоа, затоа што не може едно одело исто сите да го носиме. Некој сака црвена боја, некој сака сина боја, некој сака куси ракави, некој сака подолги ракави. Јас и Славица, иако имаме исто име, ако застанеме сега, ако ни ги измирите ракавите, ќе видите дека јас имам покуси раце од неа. И кој ќе го облечам саково, билким треба да го скратам. Ете за тоа. И ние, ми се чини дека тоа постојано преовладува, дека треба полека сите кои работиме со било која маргинализирана заедница, да престанеме да се прашуваме зошто. Затоа што треба, затоа што има исклучителна, просто органска потреба во вакви услови и на економски, и социјални, и културни, ако сакате, да имаме специјален пристап. Без да знаеме колку роми има и во какви услови живеат во нашето мало, во нашата местна заедница, во нашата општина и во државата, џабе фрламе пари. Значи, еднаш како ќе знаеме во какви услови живеат, тогаш можеби ќе сватиме дека 50% од работите не бараат финансии, бараат само добра волја и бараат само политичка волја на дело, не само декларирана. И од таму мислам дека е неопходно овој дух да го негуваме, затоа што и сами ќе сватиме дека во одредени ситуации не се парите се, некогаш само пристапот. Во моментите кога се парите се или одлучувачки за одредена акција, мислам дека здружени многу полесно ќе се соочиме. Ние сакавме, минатата година кога почнувавме со проектот, исто го поставувавме прашањето. Како тоа не можеме да помогнеме на сите? Да, свативме дека не можеме и затоа се одлучивме за овие 6 града, надевајќи се дека на овој начин најмногу можеме да опфатиме. Тоа предпоставува може да го направи државата, тоа предпоставува може и било која општина да го направи. Се залагам, значи, за добра анализа на бројките, без тоа да се свати дискриминаторно, односно не дискриминаторно, да се свати со промислување и со учество на повеќе засегнати страни за донесување решенија кои не секогаш чинат пари. Благодарам. Благодарам на господја Инџевска за детелното елаборирање на што значи тоа, значи еднаков пристап до правата да се обезбеди. Заложбите кои што досега се вложени, веруваме понатаму ќе се вложуваат, значи во афирмативни акции насочени кон припадниците на ромската заедница, кои што се маргинализирани во нашето општество и на ниво на Европската унија. И значи повикувам уште учесници да се пријават од вас во оваа дискусија, да се вклучат, како да се надминат бариерите кои што ги спречуваат, значи, ромите до легално домување. Повелете, господинот Идич се пријавува и да. Добар ден, јас сум Сержа Тидик, доаѓам од Крочани, вклучен во проектот за легализирање од страна на Националниот ромски центар Куманово. Со мен имам со мене 3 жени кои сакат да ги презентираат нивните проблеми со кои се склучуваат во процесот на легализирање.
Повелете. Јас сум Асија Ашмедова, доаѓам од Кочани, исто со Серџет. Мојот проблем е што сакавме да реализираме куќата, а газдата на таа куќа, што сега ние живееме, веќе скоро 30 години во таа куќа, тој е починат. И сега преку реализацијата на преку реализирањето, сакавме да ја куќата онадеме, ама не можеме, пошто тај собственикот што беше ја починат, а сега жената, мислам, снаата негова е жива, али не е во добра, во здравствена состојба. И не можеме никако да дојдеме документи од стариот, мислам, од собственикот што беше, за да можеме да си легализираме куќата. Тоа е проблемот кај мене. Благодарам, значи за овој случај да беше Бекташ Ашмедов, да, значи имаме поручена конкретна правна помош во вид на правен совет, кои документи треба да се обезбедат за да започне постапката, но како што гледате и странката подносителот на барање, значи во оваа постапка самата кажува колку е сложено, затоа што се водат, значи тој купопродажен договор не е конвалидиран, лицето од кое што е купено е починат, сега треба да се најдат неговите наследници, дали значи треба да најдат точни податоци за наследниците од лицето кое што купиле и ве гледаме конкретно како нејзината постапка, значи се усложнува и не е толку едноставно, значи да дојде до легален дом. Благодарам. Се пријави учесник во дискусија од општина Штип, Повеле. Добар ден на сите. Да се заблагодарам на поканата и на сите учесници. Јас би кажал нешто конкретно во однос на ова, бидејќи цело време само слушаме за проблемите, но никако да кажеме одредено решение за одредени проблеми со кои што се соочуваме. Јас би кажал, веќе колегите претходно истакнаа дека во нашата општина има вкупно поднесено 10.467 барања за легализација, од кои што од ромската заедница имаме доставено вкупно 780 барања и заклучно 6.9.2012 година се решени или има донесено решение за урбанистичка согласност за 75 барања и остануваат да се решат уште 705 барања. Пред се благодарност на НРЦ и останатите партнери за овој проект во однос на вклучувањето на нашата општина, во однос на решавањето на домувањето на ромската заедница генерално во Република Македонија и со оглед на тоа дека пред се ги слушнавме проблемите со кои што се соочуваат како на национално, како на локално ниво, а со оглед пред се крајните корисници, а тоа се граѓаните. Јас би се осврнал на една генерална политика, па би кажал конкретно одредени решенија во однос на самата проблематика која што имаме. Беше донесен законот во 2011 година, каде што нели се даде можност на сите граѓани да го легализираат нивниот дом. Еве во самата имплементација на самиот закон видовме дека се соочуваме со милион проблеми при самата имплементација, остварувањето на правото и стигнувањето до конечниот документ, а тоа е имотниот лист. Сметам дека граѓаните на Република Македонија, не само ромската заедница и сите останати заедници, имаат еден друг проблем. Веќе напоменаа дека со оглед на постапките и процедурите кои што се донесуваат, сметам дека пред се веќе е и доставен одредени измени и дополнување на законот за легализација, но сметам дека тие измени и дополнувања ќе дадат конкретни решенија со оглед на пречките со кои што се судруваат граѓаните во овој момент со овој закон и сметам дека и праксите кои што ги имаме од другите земји, каде што веќе има донесено и втор закон за легализација, сметам дека ќе ако се направи една добра анализа со оглед на проблемите со кои што се соочуваме при имплементација, ќе стигнеме до одредени решенија. Она на кое што сакам да дадам конкретен аспект е тоа што дека во последните 20 години со оглед на политиките и сите документи кои што ги имаме донесено затоа што темата ни се ромите, сакам да истакнам дека пред се ромите живеат во одредени средини каде што не се урбанизирани, и сметам дека поголем дел и од нив тешко дека ќе може да добијат можност за легализација. Дали пред се опфатеноста при не точно утврдената политика на законот кој што го имаме за легализација ќе даде ефект во однос на домувањето на ромската заедница, а со тоа и како едно основно човеково право ќе може да си остварат нивното право. Пред се би кажал дека барем кај нас во нашата општина сметам дека решенијата кои што се донесуваат за легализација
пред се и со пречките кои што исто така се соочуваат, дека на одредени начини со службите кои што ги имаме во локалната самоуправа, бидејќи сум јас вработен во локалната самоуправа и помагам во одредени процедури, но сметам дека помошта која што би требало да дојде пред се треба да дојде и од државата. Затоа што целиот товар со самиот закон се донесе на товар на самите општини, а со оглед на тоа дека поддршката и координацијата за имплементација треба да премине на сите институции кои што се засегнати со имплементацијата на овој закон. Благодарам. Благодарам и на вас. Те дадеме збор на господин Ќазимовски кој што се пријави за дискусија. Некој друг се извинувам дали се пријавува за дискусија? Да говори? Добар ден, почитувани присутни. Јас сум Зекрет Ќазимовски, нејзин советник во Советот на општина Куманово од ромската заедница. Јас се слагам со констатациите на претходниот говорник Ашмет Елезовски дека досегашната политика на челниците на градовите према ромите беше крајно недискриминирачки од аспект што каде што ќе се градат ромите објекти, бидејќи ромите нивните објекти се субстандардни, ако се во центарот на градот, се лошо робува за градот и секогаш спротивно од тоа донесувале спротивни урбанистички планови само за да не може да се разбие она гетоизацијата на ромите. Но фактите се тие такви како што се, населбите се таму каде што се, не може да се смени она што е. Се надевам дека државата, а и општината, конкретно еве да земам за пример Куманово, се спрема нов амандман за населбата Средорек, каде што намената на земјиштето ќе се пренамени од зелена површина, ќе биде бар на она почетна фаза градежна, каде што ќе може и понатаму да се почне со легализацијата на објектите. Се надевам до крајот на мандатот, на мој мандат тоа ќе биде осварено и дека фактите треба да излегуваат на површината, дискриминацијата треба да се надмине и треба да останатите заедници да ги прифатат ромите какви што се. Благодарам. Благодариме на господин Ќазимовски. Повелете, представете се. Добар ден сите. Добар ден сите. Јас сум Сенур од ресурсниот центар на НРЦ и сосема на крајот од оваа тркалесна маса сакам накратко да го елаборирам предметот на фамилијата Шејновски од Куманово, кој се соочи со проблемите со легализација, така што како што реков станува збор за семејството Шејновски од Куманово кои живеат во семејната куќа од 90 метри квадратни која е нелегална, тоа е дивоградо. Така да единствен документ кој го поднесува и воедно го поднеле со барањето за легализација бил поседовниот лист кој се велел на таткото на тројцата баратели и тој е и починат. И исто така поднели и договор за купопродажба од 1971 година, исклучено писмена форма со подпис на продавачот и купувачот и двајца сведоци, но не е бил запишан исто кога да не го поседувале. Кога едни од барателите се обратиле до катастар за да им издадат имотен лист, службеничкот од катастар им пренесе дека имотниот лист не може да го добијат бидејќи не било самото земјиште не било изложено според основ 99. Всушност за да се изложи земјиштето им било потребно документ за собственост, кои сите го немали, за да тој документ им го барале и геометриското друштво за да изготват елаборат и запишат правата на недвижноста. По добивањето на правната помош од НРЦ за нивниот случај се утврди дека за да тие ја одбегна судската постапка со тужење и докажување на собственоста, кој била невозможно бидејќи лицето кое требало да се тужи всушност е починат, а неговите наследници биле недостапни, за овој процес постоела можност да постапката за излагање се води врз основа на постојана пописна евиденција и поседован лист, а услов дека истите нема да добијат собственичко право, туку корисничко. Во моментот, ова семејство е во очекување на запишување на нивните кориснички права и добивање на имотен лист од катастар, а значи ова семејство од 1971 година не поседувало никакво право за земјиштето и градбата. И на прашањето дали се задоволни од досегашното решавање на нивниот проблем, ти одговарат подобро нешто отколку ништо. Ние 40 години не поседевме никаква документација за нашиот имот. Задоволни сме од ова, но продолжуваме со легализацијата, па ако можно и приватизација. Тука се поставува и самото прашање како овие лица да го од користење да добијат собственост. Така да ќе ги замолам присутните од локалната самоуправа на Куманово да ми одговорат на ова прашање и на крајот една констатација.
Така да, за подготвувањето на ова писмено елаборирање, кој состои од една страна А4 формат, мене ми беа потребни 15 минути. Но колку пати овие луѓе се обратиле во просториите на НРЦ и колку пати добиле правна помош, правни совети, како и тоа колку време било потребно за изнаоѓањето на правната ситуација и решавање на нивниот проблем, значи може да ви говорам самите тие, а јас сум сведок, колешките од Националниот ромски центар, правната служба и самиот ромски центар, тоест националниот центар. Благодарам. Ке се пријави уште некој учесник за дискусија? Повелете. Имаме тројца представници од локалната самоуправа, од Оделението за урбанизам. Се вика од Куманово. Се викам Орце Петковски, инаку сум градежен инженер, тука се работи и за имотно-правни односи, ке пробам јас колку можем да одговорам, бидејќи правник немаме као представник од локалната. Колку што сватив, тука се работи за кориснички и собственички права. Тие, пошто се работи за земјиштето, корисничкото право, колку што знам, сепак сум лаик, ама ќе мислам дека нема да сгрешам, по законот за приватизација на дворите на градежното земјиште ќе се трансформира во собственичко или долготраен закуп. Така да ако при при приватизацијата, доколку странките од Министерство за финансии добијат решение со кое се приватизира дворното место, ќе станат собственици и обратно, ако не успеат да го приватизираат, остануваат корисници и евентуално, мислам, се трансформира во долготраен закуп. Кога веќе се јавив, мислев дека 14:00, а сепак да го искористам малку времето, сакам да се ние како директни учесници во постапката за легализација, се сретнуваме со граѓаните со многу вакви проблеми. Единствениот начин кој мислам дека многу допринесува за нас и сакаме сега да искажеме благодарност кон вакви иницијативи како што се овој проект на, мислам, Институт Отворено општество, фондот, фондацијата, Хабитат, НРЦ и сите други здруженија кои се соработници на овој проект, многу ќе ни помогнат, бидејќи гледам дека од овие дискусии гледам дека имате многу во вашиот проект имате многу, давате многу голема помош, па поготово тоа што од овамо се гледа дека луѓето на ромите на кои им е потребна таква помош, дури ваква помош им е потребна и на многу повеќе образовани луѓе, стварно е правната процедура од имотно правниот дел е многу комплицирана, така ова е многу големо олеснување за локалната самоуправа и за ние кои директно се содружуваме со странките, доаѓаат кај нас. Така да сакам да го поздравам и да ја охрабрам што повеќе ова како голема помош на локалната, со овој проект да ви биде многу успешен, со тоа што многу ќе ни помогнете и на нас. Благодарам. Со оглед на временската рамка која што беше предвидена за овој настан, дали има уште учесници да се пријават за дискусија? Повели, само ќе те забавам на кратко, затоа што не очекува привршување и салата веќе поврзана со време, значи најкратко што... Во ред, јас сум Ејо Пасановски, доаѓам од Прилеп. Сакам да прашам локалната самоуправа тука што е дојдена, дали може во иста парцела има два објекти со исто име кои се стамбени објекти, дали може со една пријава да се поднесат два елаборати за секој објект посебно, како стамбени објекти со исто архивско бројче да бидат пример 1/2 или да се оди како едниот објект како помешен објект. Ова е конкретен случај за кој што повели. Да, тука имам и правници од НРС. Можете е повеќе. Вака, мислам дека по законот за општа управна постапка секое пријавување на барателот треба да е посебно, бидејќи имателот пријавува барање, поднесува барање имателот на дивоградбата. Така да ако се двајца иматели на дивоградбата би требало да поднесат две барања. Или ако двата објекта се на еден
на една парцела. Не на една парцела. Ако барателот има два објекти негови на една парцела е окей. Но двајца баратели на една парцела со два различни објекти мислам дека не може. Бидејќи законот, поправете ме ако грешам, законот предвидува односител на барањето да биде имателот на дивоградбата. Значи, ако двата објекти се негови, окей, но ако се објектите на различни лица, би требало да има две барања од двајца. Значи може со едно архивско вруче да се поднесат. На едно име ќе се легализират, не може на две. Ја ве сватив дека има двајца различни иматели на дивоградба. Значи еден барател. Мислам дека имаше, не ме фаќате за ова, мислам дека имаше упатство едно од Министерство, штета што си отидоа многу рано и од транспорт и врски, мислам дека не ни дојдоа, катастарот си отидоа битните, важните, но еве се у недостаток на тие кажи стручни лица, ние ќе пробаме вака. Мислам дека едно барање, ако се работи за објекти на едно лице, на една катастарска парцела, дека може. Благодариме за објаснувањето донесено за овој поединечен случај. Пак доаѓаме до она дека секој случај е посебен. Законот да, исте за сите, секој случај е посебен, никој нема исти правни односи на земјиштето, дури ни објектите што се легализираат не се исти. Се надевам дека сите денеска што бевме присутни, што сме присутни уште тука, заклучевме дека за да се реши прашањето на легализација на бесправно изградени објекти за сите граѓани на Република Македонија, вклучувајќи и ромската заедница, која што е посебно значи погодена затоа што тие живеат и во субстандардни услови, но имат најголем процент на нелегално изградени градби. Потребна е посветеност и на органите на државната управа, информираност на граѓаните и мора да се согласиме дека треба да бидат земени во предвид потребите на самите граѓани, да се земат правните проблеми со кои што тие се соочени, како тие влијаат на самата постапка. Значи нашите искуства се однесуваат на разбирање на предизвиците кои што може да настанат значи при водење на една таква постапка. Се согласуваме сите дека ни се потребни значи квалитетни податоци за видови на правни проблеми со кои што се тие соочени. Тие правни проблеми треба да бидат земени во предвид значи при донесување на роковите и течење на постапката. Од друга страна пак денеска на неколку моменти зборуваме за легализација, но се спомнува и се провлекува приватизација на градежно земјиште. Можеме да препорачаме дека е потребно усогласеност значи на временската рамка на законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, законот за приватизација на градежно земјиште, затоа што од друга страна ако не се возможи тоа ќе имаме правна несигурност и нема да можеме значи суштинско да ги решиме имотно-правните односи. Се согласуваме дека пристап до законот треба да биде ефективен за сите граѓани. Трошоците на постапката видовме дека може да бидат многу големи. Предлагам да има јавни презентации, значи и што повеќе средби помеѓу луѓето кои што се вклучени, значи да ја работат оваа материја. Од заменик директорот на катастар слушнавме дека да, кога има мобилни тимови, тие идат на терен и се прави излагање екс официо по службена должност, но што кога тие тимови не се доволни. Значи за сите проблеми ќе треба да значи зборуваме за оној дел на дозволени ресурси, да може да се искористат тие ресурси за оптимално да се решат прашањата. Ви благодарам на сите за денешното присуство и ве повикувам на коктел. Господин Телезовски има некоја забелешка. Да. Повели. Би сакал официјално да се заблагодарам на сите министерства кои се вклучени во овој процес, на сите општини и нивните структури, како и на градоначалниците, и се надевам, најдраго ми е довербата што ни ја дадоа Фондација за Институт Отворено општество со и луѓето од Фондација за Институт Отворено општество од Будимпешта и од Њујорк, како и на вистина професионалниот однос и градењето на понатамошна соработка со Хабитат. Навистина, сепак ви благодарам на сите вас, граѓаните роми, што ни дадовте можност, бидејќи ова за НРЦ е вистински предизвик, дали ќе успееме, времето треба да докаже, но меѓутоа ние сме понатаму спремни да се справиме со се што е пред нас. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме за присуството и го повикуваме на коктел. Повелете.